Тутунарите оптимисти после вчерашната средба со откупувачите и министерот за земјоделство, но полека како и никој повеќе да не зборува за цената, зашто и всушност започна целото незадоволство. Сега акцентот повеќе се става на тоа да се зголеми динамиката на откуп и да се откупи вишокот на тутун. Ако е со ова динамика во овие 2 дена, ако откупува исто со ова динамика, значи до крајот на законскиот рок на откупо ќе се земи тутун. И после ќе се оди од 15 февруари со тој вишок на тутун. Значи денешниот ден откупу течи секаде, динамиката е зголемена, се земаат доста кутии. Но проблем е тоа што не се знае колку вишок на тутун има точно. Се претпоставува дека има од 2 до 4 милиони килограми вишок, односно тутун без договори. За да се откупи сега истиот, треба да се пријави во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Ние ќе провериме дали тие земјоделци некаде имаат неисполнет договор. И така ќе имаме реалната слика на вишок на тутун. Вишокот на тутун како што си имаа земјоделците договор, така тој договор ќе му биде продолжен и ќе му биде откупен вишокот на тутун, кој нема договор. Државата, односно Тутунски комбинат Прилеп, ќе ги превземе договорените 440 тони за кои една од откупните компании не успеа да обезбеди средства. Значи од идната недела ние ќе направиме план како на нашите откупни ваги во Родовишкиот регион, каде што имаме 5 откупни пункта, тие кооперанти да си го предаваат тутунот на име на Тутунски комбинат. Инаку просечната откупна цена на тутунот е 167 денари, за разлика од лани кога беше 220 денари.